Добре дошли во новото издание 24-то, Борјан, ако не се лажем, на politikanti.mk, со мене Сашо Ордановски. И со мене Борјан Јовановски. Кој што се разбира не е со нас во студиото, бидејќи Борјан е во напад да извади лична карта од Преспа, ако не се лажем, така ли е, Борјан? Да, и да обезбедам конекција, аудио конекција која перманентна, која ќе овозможи квалитетен тон постојано. И потоа летос кога ќе се преселиме сите во Преспа и од таму ќе правиме подкасти. Па, мислам дека тоа е решение добро. Како што се договоривме, Борјан, со мене во студиото е нашиот следен гостин, со кој што се надевам дека ќе имаме многу интересен разговор, бидејќи се работи за една исклучителна личност, морам да кажем, која јас релативно одскоро лично ја познавам. Се работи за Драги Георгиев, директорот на Македонскиот институт за национална историја, инаку и раководител, председавач со оваа прочуена комисија за историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија, долгогодишен историчар, со кого во наредните 30 на минути ќе поразговараме на различни теми. А јас би сакал, ако ми дозволиш, Борјан, неколку збора за тоа кој е всушност за Драги Георгиев. Може ли да го представам гостинот? Се разбира, јас го познавам, можеби малку подолго од тебе, и имав една можност веќе да имам едно интервју со него кое беше доста инспиративно вака, и ми е драго што повторно имам таа можност. Драги, добар ден во студиото. Добар ден и за тебе, Сашо, јас нема да ве персирам, и за тебе, Борјан, бидејќи се познаваме, и благодарам многу за поканата да гостувам во вашата емисија, ми представува задоволство и навистина се надевам дека ќе имаме еден, како што рече Борјан, инспиративен разговор. Секогаш со Драги се инспиративни разговорите. Драги е моја генерација, практично 1-2 години, јас сум 1 година помлад од него. Човекот е со 2 факултети, се разбира факултетот на матичниот овдека филозофски факултет за историја, со факултет за историја, а потоа оди во Сараево, кај што завршува факултет за ориентални јазици. Зашто е тоа важно? Важно е затоа што во Македонија има малку луѓе кои историчари, велам, кои што говорат турски јазик, а при тоа тоа е мртов јазик, тој не се говори, меѓутоа го разбираат оној старотурски, османлиски јазик, бидејќи стручноста на Драги, и тоа е нешто што во историската наука во Македонија е исклучително важно, е практично го покрива онија 3-4-5 века од османлиското владење на овие простори. Ние велиме поробени, ама ја не знам како е поробен на 500-600 години да си по таа власт. Да. Тој термин, мора да кажам, веќе е надминат, и во целата таа современа историографија за османлиската историја се употребува доминација, османлиска власт и така натаму, бидејќи навистина робство од 6 века, близу 6 века е нешто што е тешко може да се објасни. Драги, инаку и ако не се лажам, Драги е еден од малкуте кои во Македонија, ако не е единствен, кој има увид во архивот во Истанбул, кој е прилично богат и може да ги чита тие документи од тоа време кои се на тој отомански јазик. Па всушност тоа беше следното што сакам да го кажам. Професор Ѓорѓиев е познат по тоа што во Македонија има донесено веројатно над 10.000 документи од тие периоди, да. Преведено, архивирано, обработено и така натаму. Неговата долгогодишна кариера, повеќе децениска, е врзана со многу престои во Анкара во архивот и во Истанбул, а и на други места низ Балканот, бидејќи тие документи не се само таму битни за османлиското царство. Човек кој што има предавано би потрошил едно 10 минути ако сега почнам да набројувам каде се има низ светот предавано, особено во Европа, каде се има објавувано, колку се книги и така натаму, особено монографии. Во секој случај човек кој што е веројатно еден од најкомпетентните и можеби не само во историска смисла, туку овој вид на една општа занимација на македонското општество, а Драги можда не е само македонското општество, со овој тип на бројни аматери кои што секако мислам дека има барем 100-200 кои мислат дека подобро од тебе ја владеат оваа историска. Се плашам дека бројката е многу поголема, Сашо. Можда 1000. Се согласувам, имајќи во предвид она што се случува во последните
5 години би рекол во нашето општество, во соседите, бројот е можеби и поголем, би рекол ти е поголем. Да завршам со представувањето на Драги и да почнав всушност со првото прашање, бидејќи минатата недела, ако не слажам, пред 10 дена имав можност да го отслушам неговото пристапно предавање за редовното членство во Македонската академија на науки и уметности од минатата година. Драги после неколку години, повеќе години дописен член, е и редовен член на МАНУ. И на тоа пристапно предавање морам да кажам дека обично кога слушам историчари знаат тие работи да бидат помалку издодевни, не затоа што неопходно луѓето се здодевни, туку затоа што сега кој има повеќе афинитет кон историја, па тоа може да му биде интересно и така натаму. Ова што го слушнав од професор Ѓоргиев, темата беше македонската историја во време на транзиција. Еден критички осврт на оваа модерна наша историографија, македонската историографија би рекол, да, македонската историја. Периодот на независност, од 91 иако се навратив се разбира на се разбира последните период, 30 на години со една исклучително еден критички пристап кој кај нас не е многу вообичаен кога се историчари опрашање. Ако смеам, Драги, да ја сумирам во една реченица твојата теза, што ќе биде една крајно некоректна генерализација, ма сепак за овие што не слушаат да може да стекне впечаток. Твојата теза беше отприлика дека би било добро да отидеме малку понапред, по-прогресивно да ја читаме историјата, од оној модел кога имаш теза, а потоа ја читаш историјата за да ја оправдаш тезата со која си почнал. Што е една прилично, да кажеме, еден балкански пристап на овдешните истории. Точно ли е оваа квалификација што се обидувам да направам? Да, би рекол дека си ја фатил Сашо онаа мојата идеја која јас сакам да ја на некој начин пропагирам, да речам, во пристапот на македонските историчари и македонската историографија. Постоеше таква еден пристап, нели, да однапред знаеме што сакаме да докажеме и на тој начин пишуваме за одредени проблеми. Оној критички, аналитички пристап, би рекол, е се поприсутен во македонската историографија, но за жал се уште постои тој позитивистички пристап во пишување на историографијата, кога вие пишувајќи настојувате да оправдате некој настан или личност од минатата, кој е важен за нашиот национален наратив. Тоа значи дека нам ни престои голем период во кој ќе треба да препрочитаме одредени наративи кои што се однесуваат и на нашата и на балканската историја, да не одиме сега во светски рамки. Апсолутно, историјата не е статична. Она што е напишано не е непроменливо. Ние мора да се ослободиме од некои стари клишеа на кои ги гледаме одредени настани или личности од минатото, бидејќи она што е напишано не е Библија, не е света книга, него новите генерации морат да го читаат тоа на поинаков начин, во согласно со новите методологии, со новите теории, многу порелаксирано од она што било кога се напишани некои трудови за нашата, би рекол, поблиска историја, поблиско минато, со цел да се понуди една поинаква перспектива и на самото македонско општество. И тука ние не треба да имаме никаков страф во однос на тоа дека ние ќе загрозиме некакви позиции или ќе го загрозиме македонскиот идентитет, како што обично се пласира во јавноста. Борјан, храбра теза изнесува, Драги. Предпоставам дека си става камче во чело, тие поголемите камчиња. Јас се сеќавам многу добро на еден документарен филм кој можеби многу други го видели, чија е тази песма, се вика, бугарски е документарниот филм. И една група на луѓе од цел Балкан седнуваат во Турција, слушаат една песна и секој почнува да кажува ова е наша, односно моја. Да ја својата. И потоа она трга во сите тие земји кои велат дека ова е наша и тоа се координа, таа песна, дека тоа е, како да кажам, во овие патетичен контекст, нашиот идентитет и така натаму, за да потосна, кога оди го врти кругот низ Балканот, се испостави дека всушност таа песна
навярно им припаѓа на сите некако. Значи ли тоа дека оваа теза за споделена историја, драги, е всушност модерна теза, дека таа не е теза која што на кој било начин доведува во прашање одредени идентитети или позиции? Апсолутно. Балканската историја е историја на споделеност, на испреплетеност, на повеќе слојни идентитети. И тоа е она на кое треба да се базираат современите историографии. Не може ние да ги гледаме нашите идентитети скаменети во времето 1000 години наназад. Тоа современите теоретичари на идентитетите го нарекуваат ретроспективен национализам. Кога вие собствениот национализам ќе го пренесете 1000 години назад и она што се случувало на територијата на која живеете, ќе кажете, уште од тогаш сме ние овде и вакви сме, не променети. Например, Кирил и Методи. Кирил и Методи се општо универзални вредности за целиот словенски свет и вие не можете да ги национализирате. Дел од нашето национален идентитет, наследство, ние црпиме од нив, меѓутоа тие не се ексклузивно македонски. Ние апсолутно имаме право на дел од тоа наследство, како што имаат и другите словенски народи. Но, меѓутоа, да ги вие представите нив како да им дадете националност на тие личности, етничка смисла, во етничка смисла е нешто што никој нема тоа да го смета за сериозно. Докако ми дозволите, директно да ве прашам, гледам има доста критики околу тоа како е протолкуван во рамките на комисијата Климент Охридски, например. Можете ли да појасните кој беше аголот, кои беа критериумите при оценката на таа личност и негово валоризирање во историјата во тие бугаро-македонски односи? Препораката е многу кратка за Климент Охридски и во таа препорака кој ја прочитал воопшто не се спомнува никаква етничка или национална припадност на Климент Охридски, бидејќи, како што рековме, невозможно е на тие личности да им давате некаква национална нишка. Меѓутоа, и нашата главна цел беше во едни современи услови, во едни односи какви што можат да имат два народи, како што се македонскиот и бугарскиот, релаксирани и добри односи, таа личност апсолутно може да биде личност која ќе биде чествувана заедно, бидејќи тоа е личност чие наследство го споделува и македонскиот и бугарскиот народ. И тука беше нашата идеја кога тргнувавме да правиме препорака за заедничко чествување. Притоа никој на македонскиот народ нема да му го одземе правото да си го чествува самостојно Климент Охридски, бидејќи култот за Климент Охридски е најсилен кај македонците и во Македонија. И тука тоа никаде во ниеден момент од препораката не е загрозено, да кажам. Меѓутоа, кога би имале едни во овој момент односи со Бугарија, кога тие односи би биле на едно многу релаксирано рамниште, без тие потреси постојани политички или идентитетски, тогаш чествувањето на таа личност би била без никаков проблем. И тоа е нашата идеја. Ние апсолутно не сметаме дека со тоа што ќе се слави одредена личност од пред 1000 години со некој друг народ е нешто што на македонците ќе им одземе право да тие не го чувствуваат свој Климент Охридски. Ќе повторам, култот за Климент Охридски е најголем овде и никој на македонците не може да им го одземе правото да си го слават Климент Охридски како што тие сакаат. Меѓутоа, ако дејноста на таа личност има оставено едно такво универзално наследство и кај други народи, тогаш зошто тоа да не е споделено и да го ние споделиме и да го чествуваме заедно. Добро, ако го примениме тој принцип, драги, се разбира дека е тоа и по мене еден исправен привод кон работите, тоа значи дека и денешниве современи македонски државјани и македонци по етничка основа имаат право да го чествуваат и Александар Македонски, бидејќи во крајна линија Александар Македонски делувал на овие простори, неговото кралство. Додуше тој бил освојувач, тој веројатно најмалку бил овдека присутен,
човекот завршил на разни краишта на светот. Но не во оваа смисла во кој што се обиде еден претходен режим да го направи тоа, во смисла да го присвои во етничка смисла. Митот за Александар Македонски кај македонците е голем. Митот, збориме за митот. Тој мит е присутен кај македонското население во Македонија уште во 19-тиот век. И ако ги погледнете првите идеи за македонскиот идентитет од крајот на 19-тиот век, например на Ѓорѓија Пулевски, вие ќе видите дека тој мит за Александар Македонски е присутен кај него. Без разлика тој како го толкува и го словенизира Александар Македонски. Митот за Александар Македонски има голем удел во создавањето на македонскиот идентитет, не во етничка смисла, него во таа митска смисла. И секој народ има еден такви митови на големи личности. Тие се нарекуваат фундаментални. Фундаментални митови. И никој на македонците не може да им го одзема тоа право, тој мит да биде во нивната приказна за создавањето на нивниот идентитет. Како што е, например, Косовската битка од 14 век, Кралот Артур кај британците, да кажем. Но кога вие ќе се обидите да направите еден континуитет на таа античка држава македонска со денешната македонска држава или континуитет без прекин на античките македонци со денешните современи етнички македонци, тогаш тука настапува една митологизација на самата историја која во крајна линија не може да вроди со сериозен резултат кој ќе биде прифатен од сериозната историографска наука. Ако дозволи Сашо, јас сепак би навлегол во ова малку што се нарекува жешка тема. Постои тоа стравување, таа дебата повторно се отвара во контекст на овие уставни промени и почетокот на преговорите. Велат ќе почнеме преговори и потоа ќе бидеме изложени на постојани блокади се додека не уцени, се додека не го прифатиме бугарскиот диктат за тоа како треба да ни биде напишана историјата. Па би сакал да го протолкувате од ваш аспект, прво и како научник, и како инсайдер, и како шеф на македонскиот дел од таа комисија. Како ќе изгледа тој процес? Што значи тоа? Мислам, како вие го толкувате и како вие го промислувате тоа искушение, да речеме, што вас ве чека кога ќе почне Македонија со преговорите за членство, а паралелно треба да течат тие разговори меѓу историчарите, кои треба да завршат, како што се вели во таа преговарачка рамка, односно Македонија да ги заврши преговорите заедно со завршувањето на овие разговори и договори за околу разликите за историјата. Прво, јас мора да кажам дека апсолутно не е точно тоа што се манипулира нели во јавноста, дека историјата, нашата историја, македонската историја ќе биде напишана под диктат на бугарскиот наратив. Тоа е многу далеко од вистината и тоа нема да се случи. Разговорите кои се водат со бугарската страна се водат во однос на некои места од пред се учебниците по историја и во Бугарија и во Македонија за места во околу кои постојат недоразбирања или кој едната страна ги смета дека се навредливи за другата страна. Значи, дискусиите на комисијата не се за промена на историографијата македонска. Никој на нашите историчари, нито на историчарите во Бугарија нема да им каже од сега натаму вие ќе пишувате вака за цар Самуил или за Климент Охридски или за Гоце Делчев. Академската слобода на историчарите никој нема да ја загрози. Тие разговори, во вториот протокол меѓу двете влади, мислам дека има една таква формулација, дека би требало да завршат до крај на разговорите меѓу двете држави, преговорите за влез во Европска унија. Меѓутоа, тоа апсолутно не е задолжително за самата комисија. Ние сме рекле повеќе пати дека комисии различни во светот работат под 7-8 децении за одредени прашања и се уште постојат, формирани уште во
60-тите години. Полско-германската, например. Така е, да. Таа е најтипичен пример, најдолго работи, се уште функционира, но исто така сакам да и тие разговори наши ќе траат толку колку што сметаме ние дека треба да траат, при тоа да не бидат повредени ниту нашите позиции, да кажам, ниту на Бугарија, односно доколку ние најдеме одредена согласност како тие места во учебниците да бидат надминати без да бидат навредливи за другата страна. Постои можност и да не се согласиме. Таа можност е отворена. Исто сакам да кажам, покрај тоа што постојат комисии кои работат по 7-8 децении, постојат комисии кои многу брзо се откажаа од работата, како што беше, например, словеничко-италијанската комисија која работеше 8 години. Дискутира околу тие проблеми, посебно после Втора светска војна, границата меѓу Југославија и Италија, некакви таму има настани за стрелања, за расчистување на тие односи идеолошки пред се, и увидоа дека не можат да се договорат, и после 9 години, мислам, таа комисија да издадоа заеднички соопштение во кое рекоа дека се согласуваат дека не можат да се согласат и комисијата престана да работи. Има ли во тие комисии странци, драги? Дали постои, бидејќи кај нас се води меѓу другото и дебатата за тоа дали е добро да има и некои неутрални историчари, особено од западните, од Европска унија, например, кои што би помогнале, и дали воопшто би можело да има помош од таков вид? Како ти гледаш на тие? Во тие комисии, колку што ја знам, нема неутрални да ги олеснувачки да ги кажам, но тоа е резултат на пристапот на комисиите. Во тие комисии нема обид едната страна да наметне од позиција на сила свој собствен наратив. Што мора јас да не звучам субјективно, но овде го има присутно. Тоа е видливо во јавноста, нели, тој посебно пред 2-3 години како беше притисокот и од политичари од бугарска страна да се некои резултати, инстант резултати да се постигнат за многу краток период. Поради тоа таму нема такви медиатори. Кај нас тоа би било пожелно. Јас мислам дека е добро, ние побаравме такви да има експерти за надминување на проблеми пред се во учебниците. Постои тоа во Брауншвајг, таков светски центар во Германија, од таму да бидат тие колеги кои нема да носат одлуки да пресудуваат, но со своето искуство можат да помогнат да тече диалогот по-лесно, меѓутоа бугарската страна тоа експресно го одби и под изговор дека тие не ја разбираат балканската историја, нашите меѓусебни односи, и за жал не успеавме во тоа. Ние, еве сега, ако е тоа веќе на некакво повисоко ниво преговорите се влезени меѓу Македонија и Европската унија, би требало тоа повторно да биде една од можеби идеите кои би помогнале да се тој процес забрза. Професоре, хипотетички сега ве прашувам, мислам, прво бугарите, бугарските историчари, оние со кои вие особено разговарате, се далеку од италијаните. И тој нивни однос, исто кој на напати, дури можам да кажам слободно, дрзок. Што правиме ако не успеете да се сложите како што словенците и хрватите не се сложиле и да, добро, веројатно ќе дадете соопштение кој ќе речете не можеме да се сложиме, но сега навлегувам во една тема која можеби не е ваша. Кој е политичкиот ефект во преговорите од еден таков исход на тие разговори? Ова го прашувам за да одговорам воглавном на она што е главна тема во јавноста и тие стравови кои постојат во јавноста од преговарачкиот процес. Борјана, доколку јас сум го кажал тоа и друг пат, доколку влезот на Македонија во Европската унија зависи од комисијата историска, тогаш овде нешто е многу нездраво би рекол. Доколку идентитетот, не знам, условно да кажам, на Климент или на Самуил
главниот сегмент за тоа дали Македонија ќе биде членка на Европската Унија или не, тогаш овде има сериозен проблем. Според мене, историјската дебата меѓу двете држави преку комисијата мора да остане настрана од целокупниот друг процес кој се води за влез во Европската Унија. И ако Европската Унија дозволи да бидат историските прашања главен елемент за нашиот влез во Унијата, тогаш изместени се целосно вредностите. Драги, за среќа ни се распаѓа правосудниот систем, така што мислам дека тоа ќе биде поголемата причина за нашето невлегување во Европската Унија отколку историската комисија. Борјан, ако ми дозволиш да се мрднеме од оваа работа на комисијата, бидејќи за тоа навистина барем мислам дека и комисијата а и професорот Драги прилично се транспарентни за тоа што се случува и деновиве повторно имате средба со бугарската страна, нели? Да, 1 и 2 јуни во Софија. Софија, да, така е. Да. Драги, да се навратам на твоето пристапно предавање во Ману. Каква е состојбата со македонската историја и со македонските историчари? Со оваа твоја улога, па и како директор на институтот, академик, но особено со последниве 3-4 години околу работата на оваа комисија, прилично си напаѓан од разни твои колеги кои што во јавноста изнесуваат разни ставови. Ја не мислам дека сега тоа треба да го дискутираме и да се имаш ти време или место да им вратиш на тие колеги, но се мрдали македонската историографија во оваа насока за која што ти се залагаш за едно понекогаш и поинакво препрочитување на работите од она што со децении сме навикнале да го имаме како наводни, а и вистински историски факти. Јас мора да кажам дека постои известна поделеност во историографската фела кај нас. Од една страна постојат историчари кои на некакво поинакво гледање на настаните од минатото, на историјата наша од минатото, гледат со скепса и се држат цврсто за она што веќе е напишано, за она што е веќе истапкано во нашата историографија. Извини, за она што самите го пишувале. Не само што е напишано. И тој тип на инвестиции се прилично ограничувачки фактор за човек да смени понекогаш мисли. Да, но и тоа е направено и она што е напишано е направено на нешто што е од порано веќе, од таа прва, втора генерација на наши историчари. Но мора да кажам, постојат и колеги кои многу поинако од теоретски аспект почнуваат да ги толкуваат тие настаните од минатото и многу похрабро, без притоа да постои тој латентен страв дека ќе се поткопат, да кажам, тој македонски идентитет, она за кое што ние најмногу сме напаѓани во однос на работата, пак да ја спомнам, на комисијата. Тука има известни поместувања, има поинаква перспектива. Тоа се помлади историчари кои што доаѓаат или некои повозрасни? Помлади, луѓе кои имаат и надвор завршено, факултет или магистерски или докторски, и приоѓаат со еден поинаков, поразличен теоретски пристап, мултидисциплинарен пристап, би рекол, каде што антропологијата е многу важна на она кога се расправа посебно за тие идентитетски прашања, каде што е јасно дека идентитетите не се фиксирани категории, туку тоа се динамични категории кои поминуваат низ разни фази и се менуваат. И тука постои еден добар оптимизам дека полека ќе дојде до промена, уште повеќе што нам ни се отворени, мада тоа оди потешко, бидејќи се за да имате проект во Европска Унија треба да имате водач од некоја европска земја и вие како не членка на Европска Унија не можете сами да конкурирате, но постојат огромен број фондови на кои ние можеме да се приклучиме и
контактите со тие луѓе исто така овозможуваат многу нели некои клишеа да бидат гледани поинаку. Добро, Борјан, ако ми дозволиш само уште малку да ја оптегнам оваа теза. Имам пријател еден добар кој инаку британец и кој ми вели: Сашо, историја има на 2 универзитети во светот, на Харвард и во Оксфорд, се друго со интерпретации. Дали всушност историската наука воопшто во светот не е прилично во, можеби нас не се идентитетските проблеми најважни, но тие не се неважни за многу други, па и посериозни и, ја би рекол, подолги. Бидејќи, драги, идентитетите се овој тип на национални, етнички идентитети во оваа модерна смисла, тоа е релативно нов феномен последните 200 години, можеби од револуциите во 18 век па наваму, до тогаш немаше на национални држави. Оде до сега сите се обидуваат да докажат, без разлика на големината на нацијата на кои припаѓаат, дека се они уствари толку долговековни, па таму уште пред Христа. Така е, тие национални идентитети се резултат на национализмите кои не се постари од 200 години. Идентитетите се конструкција. Идентитетот не е биолошка категорија со која ние се раѓаме и со која умираме. Никој не се раѓа како македонец, бугарин или албанец или не знам што. Се раѓа како човек кој потоа ги гради тие своји идентитети кои можат да бидат променливи и различни. Тоа се социјално-политички и културни категории. И тоа треба да се знае кога сите тие кои дискутираат за тоа треба да го знаат тоа. Постојат тие две теории, да ги кажам, за конструктивни идентитетите како конструкција на институции, на држави, и тие примордиални сваќања дека идентитетот е нешто што е фиксирано, непроменливо и трае од антика, да кажам, до денес, но најновите сериозни истражувања тоа не го прифаќаат и таа конструктивистичка теорија дека се конструкти е она која секој сериозен изучувач на тоа го смета за сериозно, бидејќи навистина е така. Сите идентитети се создаваат преку образование, преку литература, преку војска, преку институции и така натаму, и кога еден човек ќе помине одредени филтри такви во едно општество, плюс домашното воспитување, домашната историја, се создава идентитет за припадност кон одреден јазик или нација. Борјан, ти имаме ги на линија уште? Тука сум, Сашо, ве слушам со внимание, но некако ми дозволиш, Сашо, ти си расположен малку во една по-теоретска, по-вака смисла да разговара. Јас сепак сум под еден печаток од овие стравови кои се јавуваат во општеството. Кој е вашиот коментар кога ќе ви речат, професор, еве и да ве најдат, представувам дека и ваши блиски, таа една општа вознемиреност која секаде во секој доме просто влезена. Како им одговарате на ова? Зошто разговараме? Зошто треба да разговараме? Имате ли збор со кој им велите во ред ние нашиот идентитет не го продаваме? Да, Борјан, во право си ти. Јас имам такви прашања и мора да кажам повеќе за тоа зошто разговарате. Од слави и прослави се веди до научни собери. На улица. Можам да замислам. Да. Зошто разговарате, немојте да разговарате. Јас се обидувам тоа да го објаснам вака на еден едноставен начин, дека кога двајца комши имат проблем околу меѓата, тие можат да бидат во вечна кавга и да бидат вечни непријатели, но исто така треба по мене да разговараат и да го решат тој проблем со меѓата, да кажам, најчесто комшиите затоа се карат. Исте проблемот и со Бугарија. Ние имаме со нив, различно гледање на историјата, различно читање на историјата. И во овој момент, во последните 5 години, историјата е еден од тие проблеми кои според мене повеќе и носат штета на Македонија отколку на Бугарија. Тој е наметнат на некој начин, да кажам, проблем кој ја држи Македонија во некаква
подредена ситуација. И сега Македонија, ако не се потруди да разговара и да го надмине тој проблем, исходот каков ќе биде е крајно неизвестно, треба трпение, време. Но доколку ние затвориме очи и кажеме не разговараме за тоа, тогаш проблемот останува, а целокупната штета ќе биде на Македонија и на македонското општество. Затоа јас велам и на сите дека треба да се разговара. Далеко, ама многу далеко од тоа дека ние продаваме идентитет или ја продаваме македонската историја. Ќе повторам, ние разговараме за места во учебниците по историја кои треба да надминат одредени недоразбирања и во бугарските и во македонските, да бидеме најасно, ние ги разгледуваме и бугарските учебници, не само македонските, со цел да се надминат тие проблеми. Меѓутоа, никако ние не разговараме за менување на наративот во македонската историографија. Македонската историографија мора сама да си најде пат како ќе ги тие представи за минатото прикаже надвор од сите поранешни некакви клишеа стари кои на извесен начин создаваат и такви проблеми, би рекол, со комшиите. Зашто ако ми дозволиш само да се надоврзам, вака како новинар која следи таа европска политичка, кажам дека оние барања од рамковната позиција на Бугарија не наидоа на некои разбирања кај европските партнери, па потоа све се сведе на тоа барање да влезат бугарите во уставот. Ме интересира, вие сте добро интегрирани во тие научни кругови и во Европа. Како реагираат европејците на тие бугарски некои инсистирања и наметнувања на моменти, и агресивни сме го виделе тоа? Борен, јас од тие разговори што сум ги имал, повеќето од тие луѓе од Европа, може би тоа е резултат и на тоа што живеат во поинаков контекст, поинакви услови, апсолутно не гледаат некаква голема закана за Македонија од приклучувањето на бугарите во уставот, и не само на бугарите, и на тие повеќето други заедници кои се спомнати околу тоа. Со тие луѓе со кои сум разговарал, тие гледаат на тоа како на еден технички момент и на ништо повеќе, дека прашувам за повеќе за овие историчарите во Европа како гледаат на нашиот бугарско-македонскиот проблем. Овие бугарски барања во однос на историјата. Да, за поголем дел од нив бугарските барања, оние што се од страна и на комисијата и на тој мејнстрим историски сегмент во бугарската историографија, за нив се несватливи, дури небулозни ги нарекуваат, со тој пристап кој се има од таа страна за некакви вечни вистини, за апсолутни вистини кои се базираат на тие документи кои постојат од пред 1000 години, и дека она што е напишано таму, тоа треба да се прифати онака како што е напишано, без никакви толкувања. Поголем дел од нив, јас сега да не бидам пак субјективен да кажам, не го сваќаат таквиот пристап на колегите од Бугарија, бидејќи ќе кажам историографијата, современата историографија одамна го надмина 19 вековниот пристап дека фактите се доволни и дека фактите, доколку фактите зборат едно, не може поинакво никакво толкување да има. Драги, ако ми дозволиш, ај Борјан, сепак јас од наредниот период навистина очекувам да и македонската јавност дознае едно препрочитување на македонската историја, па и во однос на Бугарија. Ние навистина бевме растени под едно стаклено звоно. Тоа звоно имаше силни идеолошки елементи. Бугарите беа под друго стаклено звоно, нивното мислам дека беше уште по-дебело стаклото, со уште посилни идеолошки елементи. Меѓутоа мислам дека без разлика што сме ние два блиски народи и во идентитетска смисла, во јазична смисла и така натаму, дека ние не треба да се плашиме од тоа да погледнеме и со некаков свеж поглед на релативно посовремената македонско-бугарска историја, може би од Втората светска војна наваму и така натаму, бидејќи не мислам дека
дека ова што ние го добивавме како една испорачена лекција во историските учебници баш одговара или е барем недоволно како информација за тоа што се случувало. Например, јас памтам, Боријан, веројатно и ти памтиш, бидејќи сум сигурен дека и Драги памти, ние со млад борец на крајот на 80-тите, кога почнавме Вера Ацева, Крсте Црвенковски, така натаму да говорат за баш така, за повоената историја Македонија и така натаму, дојде до една експлозија на интерес. И мислам дека може би дел од јавноста е затоа и заинтересирана за сите, го исклучувам овој дел кој што е втренчен во оние националистички ставови дека нели предавства, продажби и така натаму. Меѓутоа ние и очекуваме, јас би сакал да видам, мене не ми се јасни сите аспекти. Например, јас неодамна дознав дека имало и бугарски партизани кои војувале во Македонија во некои фази на ослободувањето од фашистите и така натаму. Нешто што за нас било забрането, веројатно и недостатно како содржина децении назад. Тоа е еден од начините на кои ние може да се ослободиме од тие стравови кои постојат и кои на известен начин и се наметнуваат во самото општество. Постои посебно тој период на Втора светска војна и по Втора светска војна. Има толку тука настани личности кои за жал остануваат на маргините од нашата историографија, но исто така и таа поврзаност на настани овде и во Бугарија, посебно во однос нели на меѓу Југославија и Бугарија, во однос на Македонија и на македонското прашање, има толку елементи кои треба да се повторно отворат и да се разгледат без никакви стравови, ама апсолутно без никакви стравови, да се дискутира за нив, да се дебатира со Бугарија, со бугарските историчари да се дебатира. Драги, колку историјата на ВМРО, историското ВМРО всушност проблем во ова препрочитување на македонската историја? Бидејќи таа е една контрадикторна, на моменти шизофрена, шизматична една историја со многу личности на разни страни, со многу влијанија и така натаму, не е ли може би време да ние прво тоа го преотвориме или тоа не е различно од ова што го дискутираме за нашите односи со Бугарија? Историјата на македонската револуционерна организација би рекол парадигма за таа испреплетеност на македонската и бугарската историја. И тука исто така има многу моменти, елементи кои морат да бидат заедно читани и толкувани со бугарските историчари со цел да се одредени мистификации околу таа организација да се надминат. Не ти се чини дека може би треба тоа прво овдека тие мистификации во македонско општество и ги надминеме за септе да стигнеме со бугарите на разговараме. Во секое општество е токму тој самокритичен пристап е многу важен. Многу важно е прво вие сами да критички да ја погледнете своето минато, да се соочите со тоа, а потоа и да се излезе на мегдан, условно да кажам, и со другата страна. Тоа е многу важно. Не само кај нас, и во Бугарија се разбира. Боријан, ти имаш честа за последното прашање до Драги. Како да се општеството да прифати дека е критичкиот однос или критичкото размислување, не само кон историјата, зборувам сега и генерално како пристап кон нештата, да се прифати како такво, како можност, како нова отворена врата за некое ново време, бидејќи има впечаток дека ние сме вкопани во некои митови во кои се зададени и не можеме да видиме ништо вон тие рамките на тие и такви митови. Борјан, јас се сложувам со тебе, тоа е борба, страшна тешка борба која треба да извојуваат самите историчари, но исто така и оние кои чија работа историското памтење, како што се интелектуалците од други некои хуманистички општествени науки, но исто така и политичарите. Мора да има заедничка една борба на сите оние кои работат, да кажам, со историското паметење,
да овозможат атмосфера на критички поглед кон минатото, на критичка анализа на тоа минато, кое ќе влијае потоа и врз нашето историско паметење. Без таква една сериозна пристап на сите оние кои се во сферата на историското паметење, ќе биде многу тешко. Борјан, бидејќи сме негде околу 45 минута, јас мислам дека на Драги треба да му се заблагодариме, инаку знам кој прв ќе лета од функцијата, доколку после следните избори ВМРО дојде на власт, од прилика би се расчисти таа работа во текот тоа интервју. Мислам дека е доволно, бидејќи за ова би можело и со часови. Не знам дали се согласуваш. Да, Сашо, ништо му заблагодарувам на професорот што ни беше гостин. Академик Драги Ѓоргиев, историчар и човек кој што се обидува да ја мрдне од мртва точка македонската историографија и незиното критичко препрочитување. Благодарам, Драги. Благодарам и на вас на поканата. Поздрав до слушателите. Поздрав.